Сточарите покрај добитокот од една и трговците со паркирањите возила за транспорт од друга страна и денеска ги вкрстија пазарџиските способности и ценкања. За еден угоен јунец газдата бараше 130 денари, а трговците даваа по 110 денари за кило. Што му требаше по 130 денари. Колку даваат купувачите? Па давам по 110. Не бил. Ќе попушти или нема? Па не знам, ќе видим. Така. Ќе видим. Сега му толку барам сега. Да. Колку килограм има ова јунче? Поголемо? Па не знам, не сум го мерил. Може и 200 кила да има. Околу 200 кила. Да. Дали се исплати да се чуваат јунците? Па исплати нема. Што друго да работи? Поголемо стадо ли? Па има. Има. Колку крави чувате? Па 10-15 крави. Со телиња. Така. Прсињата вообичаено најмногу ги има на Облешевскиот пазар, а нивната цена се движи од 150 до 200 денари од килограм жива мера. Но нив ретко кој ги мери, повеќе се продаваат од око или на кутура. Товените свињи со тежина околу 100 килограми се нудеа од 100 до 110 денари за кило жива мера. Пазарот е како секојаш си прави своето према стоката, према квалитетот. Па сега почетна цена ни тражу ние 3,5 зависи од прасињата. 3,5 денари 3,5 да од прас. Секојаш он се исплаќа, ама трудта се исплаќа многу работа, но скапа храната, скапичка. Што е храните ви? Па мумурска, ечмен, од себе по нешто така. Наше производство или Наши. Која е предноста за Наши да производство, да. Колку моторици имате? Имаме. Колку? Имаме, па сега оваа и друга имаме и уште две други остана и така наизмениши си. Интересно е дека на пазарот се продаваат и фазани за кои собственикот бараше по околу 800 денари од пиле. За да се сготви од нив супа или да се испечат неисплатливо, но како украс во дворот вреди да се дадат тие пари. Јагнињата денеска се нудеа по 140 денари